СДСМ ќе се соочи со проблеми од мнозинството граѓани доколку ја формира идната влада, велат од ВМРО ДПМН во соопштението испратено до медиумите. Ова воедно бил и ставот на партискиот лидер Никола Груевски на средбата со амбасадорката на ОПСЕ Нина Соумалајнен. Секоја партија која носи одлука за формирање коалиција без партијата која добила најмногу гласови и најголема поддршка од народот на изборите, треба да знае дека во исто време носи одлука да се соочува со проблеми во иднина својствени на ситуации кога се игнорира волјата на мнозинството граѓани. Но од партијата не одговорија на повиците на телевизија 24 за да објаснат на какви конкретно проблеми укажуваат и дали станува збор за закана. Во соопштението се наведува и дека принципот за коалицирање победник со победник не смее да биде прекршен. Груевски упати директна порака до довчерашниот коалициски партнер Али Ахмети. Доколку сега се отстапи од тој принцип и свесно се прекрши, секој еден кој виднина кога ќе се сменат околностите, ќе помисли да дојде и повторно да се обиде да не убедува да го воспоставиме тој принцип, треба да знае дека без дискусија ќе биде избркан од штабот на партијата, а партијата ќе коалицира со кога ќе оцени дека е најдобро за самата партија и земјата, како што е и во другите држави. На средбата, како што информираат од партијата, се дискутирало и за нови можни избори. ВМРО ДПМН останува на ставот дека од економска гледна точка во смисла на трошоци за изборите, како и другите проблеми кои ги создава секој организирање на избори, би било најдобро да се спроведат за време на локалните избори, доколку за тоа се согласат и останатите партии.